вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Северна Кореја се закани со војна. Властите во Пјонкјанг се заканија дека ќе нападнат Јужна Кореја, доколку учествува во операции под американско раководство за пресретнување бродови за кои се сомнева дека носат оружје за масовно уништување. Расте напнатоста по нуклеарното тестирање што Северна Кореја го изврши порано неделава. Во изјава издадена во средата, Пјонкјанг подлече дека доколку Сеул учествува во проверката на бродови, би го сметал таквиот потек за воен чин и понатаму не би се придржувал до примирието од 1953 година, што стави крај на Корејската војна. Јужна Кореја во вторникот соопшти дека ќе учествува во безбедносната иницијатива против ширење на оружјето, што вклучува размена на разузнавачки информации и поморска координација за спречување на транспорт на нуклеарно и друго илегално оружје. Сеул се реши на ваков потек еден ден откако Северна Кореја изврши нуклеарно тестирање. Според јужнокорејски новински извори, Северна Кореја одново ја активирала нуклеарната постојка во Јонгбјон. Земјата ја затвори истата и започна да ја растура во 2007, согласно договорот постигнат на шестраните разговори за разоружување, на кои покрај Северна Кореја учествуваа Јужна Кореја, САД, Кина, Јапонија и Русија. Но Северна Кореја минатиот месец најави дека ќе го реактивира објектот, откако Советот за безбедност на Обединетите нации го осуди нејзиното тестирање на проектил од долг домет. Ден на одлука за Крајслер. Дали ќе банкротира? Американскиот автомобилски гигант денеска ќе побара од суд што решава за банкротирање да му дозволи да влезе во партнерство со италијанскиот Fiat и така да се спаси од ликвидација. И другиот гигант, General Motors, има проблеми. Компанијата работи благодарение на владината помош од 19 милиарди долари и има крај рок до 1 јуни или драстично да ги намали трошоците да се реструктуира или да банкротира. Врховниот суд на Калифорнија ја потврди забраната за истополови бракови за која претходно на референдум се изјаснија жителите на ова американска сојузна држава, но затоа одлучи дека остануваат валидни околу 18.000 истополови бракови склучени пред забраната. Одлуката се однесува на поднесената тужба да се укине уставниот амандман на Калифорнија, попознат како предлог 8, што претходно мина на референдум, а според кој бракот се дефинира како заедница меѓу маж и жена. Активистите кои се залагаат за истополови бракови решија да ја оспорат легалноста на референдумот, тврдејќи дека мнозинството не може да ги занемарува правата на малцинството. Милитанти активирале автомобил бомба пред полициска станица во градот Лахоре во источниот дел на земјата, при што загинале 23 лица, повредени се над 200, соопштија пакистански представници. Министерот за внатрешни работи Рахма Малик ги обвини милитантите на Талебан, за кој властите тврдат дека го извеле бомбаши самоубици. Малик каже и дека нападот навидум е во знак на одмазда за тековната армиска офанзива во северозападниот дел на земјата против борците на Талебан. Свинскиот грип се шири. Австралиски здравствени лица јавија дека бројот на потврдени случаи за заразени со вирусот познат како H1N1 се удвоил на 61. Бахраин, Сингапур и Романија се последните земји кои јавија за први случаи на грипот на своја територија. Според СЗО, досега има 13.398 заболени во 46 земји и 95 смртни случаи. Американскиот оддел за правда соопшти дека за 74-цата притвореници кои порано биле држани во центарот Гвантанамо во Куба, што еден на секој 7 напуштени, или е потврдено, или пак постои сомневање дека се вратиле на тероризмот. Статистиката е објавена во време на жестока дебата во официјалните кругови во Вашингтон за тоа каде да се испратат притворениците доколку се затвори Гвантанамо на почетокот на наредната година. Со победа во продолжение, домакините Орландо Меджик синоќа беа подобри од Кливленд Кавалирс во финалето на источната конференција на NBA и сега водат со 3:1 во серијата најдобар од 7 надпревари. Звездата на Кливленд и најдобар играч во лигата сезонава Леброн Джеймс даде се од себе со 44 поени, но Орландо на чело со Двајт Хауард останаа доследни на прекарот магични и славеа. Кливленд мора да победи на следниот надпревар што се игра на домашен терен за да избегне елиминација. Во финалето на Запад, во Лос Анџелес играат Лейкерс и Денвер Нагетс. Резултатот е 2:2.
Во продолжение на Newsflash на Бостонскиот музички коледж Беркли, неодамна дипломираа група студенти кои се обучени да компонираат музика за видеоигри, чија популарност е се поголема и ја надминува и музиката за филмовите. Обичаено, видеоигрите не се дел од образовниот процес, но за студентите на професорот Майкл Свит тие се задолжителен материјал. So we've been developing new classes and new curriculum. Последниве 12 месеци изработивме нова наставна програма за да ги ангажираме децата во создавање на музика и друг аудио материјал за видеоигри. Студентите учат како со музиката да доловат различни расположенија во видеоигрите, например кога демне некоја опасност, нешто слично на филмска музика. Но кај видеоигрите студентите учат техники како да ги задоволат потребите на различните играчи, бидејќи играчите се тие кои контролираат како ќе се развие играта. Филипо Бекпекос дипломирал на Беркли минатиот месец. Играчот на некој начин е режисер, така што музиката мора постојано да се адаптира, за да наликува дека е напишана за конкретниот момент на играта. Кога Бекпекос дошол на Беркли од Италија, на коледжот немало интерактивна музичка програма. Тој формирал музички клуб за видеоигри, каде по кусо време се зачлениле 300 лица. Клубот вршил притисок врз коледжот да ангажира композитор со искуство во интерактивните медиуми. Вистинскиот човек за тоа бил професорот Свит. Беркли веќе подолго време истакнува поврзаноста меѓу музиката и технологијата. Курт Бидервулф раководи со одделот за музичка синтеза формиран пред 20 години. И неговите студенти се специализираат за индустријата на видеоигри. Доколку се работи за игра од научната фантастика или нешто што се случува во Вселената, во природата не постојат звуци поврзани со овие услови и затоа тие треба да се произведат. Изминативе неколку години продажбата на видеоигри ја надмина популарната и филмска музика. Музиката креирана за видеоигрите е се попопуларна. Беркли дури има и собствен оркестар кој ексклузивно креира музика за видеоигрите. На прашањето на нашата анкета на веб страницата на Гласот на Америка дали сметате дека посетата на подпредседателот на САД Џо Бајден на Балканот индицира поголема американска ангажираност во регионот, 42% одговориле позитивно, 33% негативно, додека 25% немаат мислење. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме утре.